Го поканувам доктор Ицо Најдовски Ерин од Мелбурн, Австралија, со поздравно слово за животот и делото на командантот Илија Димовски Гоче. Повелете. Мислам да го видам свртен вака. Како ти е најзgodно? На таа страна. Може и тука да видиш. Јас мислам подобро ми е вака. Најнапред сакам да се заблагодарам на одборот кој го формиравме за подигање на спомен бистата на Илија Димовски Гоче, да се заблагодарам и на присутните овде кои на ова неубаво време сте присутни. Меѓутоа, ако знаеме, Илија Димовски Гоче бил 9 години во униформа. Вакви денови поминал стотици, поминал 9 зими, 9 тешки години. И еден е од најголемите борци наши кој останал 9 години во зима. Жалам што малку сме присутни, не сме многу овде. Исто така жалам што македонските медиуми воопшто да не оддадат признание на еден ваков голем човек, како што е Илија Димовски Гоче. Навистина е страв за нив, а не за нас македонците. Почитувани брајка и сестри, македонци и македонки, почитувани дами и господи, убаво е кога се убаво завршува. Добро, вретле, не мислам дека капи. По иницијатива на Сдруженијето на македонците од Австралија, а исто така македонците од Егејскиот дел на Македонија, а со помош на македонците во Австралија и Канада, како и Америка, денес се откривме бистата на легендарниот македонски командант Илија Димовски Гоче. Упатувам искрена благодарност за донациите за овој проект и до Дејан Змејковски, председател на првата македонска православна општина за Мелбурн и Викторија, односно Свети Ѓорѓи, посветена 1960 година, прославивме 65 години. Македонската општина во Перт, Македонската православна општина во Сиднеј и Нов Јужен Велс и до големиот број на македонци кои се приклучија на оваа иницијатива. Како да ви кажам јас дека за Илија Димовски Гоче прв пат се запознав 85-та година во Македонскиот центар во Епин. Имаше една слика голема, неговата чета беше и вниманието му го привлече зборот Гоче. Зошто не Гоце? Спрема нашите дијалекти во Егејскиот дел на Македонија, ако е Ицо, таму се вика Ичо, ако е Гоце, се вика Гоче и затоа било и тоа. Така ми кажаја нашите македонци од Егејскиот дел на Македонија. Меѓутоа, мојата желба за Илија Димовски Гоче некаде беше околу 2008 година. Зборувавме со професорот тука, Чепреганов, со покојниот академик Блаже Ристовски. И 2014 година јас се заинтересирав да го побарам каде е неговиот гроб. Не можев да го најдам никаде. Дојдов и овде во Бутел. Ги прашав и тие не знаеа, меѓутоа после побаравме во нивните списоци и ни кажаа каде е. Овде ова Илија Димовски Гоче и сликата која се гледате, тоа е стариот сликата беше исврлена некаде таму, ја најдов и тој есен. Беше со ѓубре и така натаму. Толку многу ми паднало криво што воопшто да не се посвети никакво внимание на еден ваков борец од типот на или калибарот на Илија Димовски Гоче. Оттаму потекнуваше иницијативата за да се подигне на писта, еден споменик, бидејќи тогаш и 2014 година беше и проектот Скопје 2014 година. Со помош, како што спомнав, на македонците од Австралија, Канада и Гоце помогна Панговски од Америка,
го успеавме заедно со сите. Тука имавме доброволна работа од Иво, инженерот, мислам, Перо, и го ја правеше бистата бесплатно исто така. И сите ние, Тодор Петров, Ташко, да не испуштам некој, Керонаков, нели? Работевме бесплатно и го додовме до овој резултат. Драго ми е што го гледам сето ова и сакам да продолжам и понатаму со ова што го имам спремано. Собрани сме денес да се подсетиме на животот и делото на Илија Димовски Гочев, затоа што со неговите соборци се вградија во темелите на државноста на Грција, меѓутоа знаеме каков е грците, и на Македонија, и оставија длабоки траги за слободата и ослободувањето од бугарските, грчките, италијанските и германските наци, фашисти и албанските валисти во Втората светска војна и така наречената граѓанска војна во Грција. Илија Димовски Гочев по Втората светска војна го зел името Гоце Делчев. Бил еден од најистакнатите водачи на македонското национално движење што произлезе од егејскиот дел на Македонија. Тој беше вистински македонски патриот, кој остана посветен на идеалите и стремежите на својот македонски народ, кој долго време постапуваше слободна и независна Македонија. Неговото име е врежано во аналите на македонскиот народ и стана синоним за храброста во борбата за слобода на македонскиот народ. Според еден висок грчки партизан кој присуствувал на состанок на Комунистичката партија на Грција во октомври 1944 година, Илија Димовски Гоче ја дал следната изјава: "Мојата единствена цел во животот е да се борам за слободата на Македонија, на Егејска Македонија и да ја видам целокупна Македонија обединета и слободна. Ќе се борам против сите што ќе ми стојат на патот, вклучувајќи ја и Грчката комунистичка партија и самиот Сталин ако треба." Илија бил сериозно посветен на македонската кауза и вистински ги поддржувал идеалите на Гоце Делчев, кои ги научил од својот татко. Илија бил еден од првите македонци што се бореле против фашистите, кој издал псевдонимот Гоце или Гоче. Илија Димовски Гоче е роден во селото Статица, Остурско во 1905 година. Потекнувал од револуционерно семејство. Неговиот татко Стево бил активно вклучен во претходните конфликти, вклучувајќи го и Инденското востание од 1903 година. Нему му се припишува учество во атентатот врз Павло Смелас, добро познат озлогласен грчки вооружен разбойник. Мелас бил убиен во Статица, во родното село на Стево на 14 октомври 1904 година. Во 1913 година, за да избегаат од прогонството од грците, Стево и неговото семејство напуштиле својата сакана Македонија и емигрирале во Америка, каде што останале до 1918 година. Поради неговите активности во 1925 година Стево бил обвинет за учество во бомбардирање на хотелот Ди Етнис во Лерин и бил затворен од грчката влада. Следната година, во 26-та, младиот Илија бил обвинет за извршување дела против државата и тој бил затворен. Во 28 година, кога бил во воена возраст поради неговите прогресивни идеали и активности, бил регрутиран од Комунистичката партија на грците. За жал, повторно поради неговите значајни политички активности, во 32 година бил обвинет според познатиот антидемократски закон како идионимос, комунист без да го нарекувам така, и бил затворен во
концентрациониот логор на пустиот остров Ајстрати. По ослободувањето од затвор Илија се приклучил на ВМРО Обединета и продолжил со своите политички активности. Кон крајот на 1941 година, почетокот на 1942 година била воспоставена илегална курирска служба помеѓу Битолско и Леринско. Илија Димовски Гоче организирал и чествувал во разни состаноци и со Кузман Јосифовски Питов, со Стив Наумов, со Орде Чопела и други македонски видни партизани. За време на еден од овие состаноци, кој се одржал во селото Ошчима во летото 1944 година, представниците на Вардарската македонска организација прашале дали можат нивните партизански единици да останат во регионот Вичо Грамос, доколку е потребно, но предавникот Никос Пуптис од регионалниот комитет на Комунистичката партија на Грција за Костурско рекол не, дека таквиот чин би ги изложил луѓето во регионот на одмазда од окупаторот. На 1 јули 1943 година одредот Даме Груев се одвоил од одредите Вичо и Гоце Делчев и ја преминал границата во Вардарска преспа. Одредите Вичо и Гоце Делчев под команда на Илија Димовски Гоце, односно Гоче, се голем успех продолжиле со својата мисија за разоружување на контрачетниците во Егејскиот дел на Македонија. Без отпор, контрачетниците го предале оружјето и масовно им се придружили на партизаните и народно-ослободителното движење на Македонија. Околу 18-19 јули 1943 година по 20-дневна мисија во Леринско и Костурско и одредот Гоце Делчев поминал во Вардарска Македонија. Општо познато е дека грчкото раководство на отпорот подпишан договор на 20 мај 1944 година во Либан за да формира коалицијска влада со други цивилни партии од Грција, што беше непожелна вест за македонското движење на отпорот, предизвикува голем бунт кај македонците. Договорот беше гледан со сомнеж. Голем дел од неговата содржина беше навредлив и понижувачки за македонскиот народ. Договорот повикуваше на разоружување на македонските партизани и на македонците, со што од страна на македонскиот народ беше претолкувано како средство за уништување на македонскиот народно-ослободителен фронт и неговото вооружено крило, Македонската ослободителна армија во Лерин и Костур. Ситуацијата во Костурско стана уште поелектризирана од ставот на Андонис Андонојпулос Периклис, секретар на регионалниот комитет за Комунистичката партија на Грција, за време на партискиот состанок во селото Дъмбени, кога рече македонците како малцинство ќе живеат во социјализам во Северна Грција. Со други зборови, тој промовираше статус-кво од социјалистичкиот систем неприфатлив за македонците. Еден македонец присутен на тој состанок го предизвика секретарот и рече: ние македонците ја сакаме нашата национална слобода и можеме да ја добиеме без кавга, сила или војна од Берлин. За да се спротистави на репресивните мерки вземени од Комунистичката партија на Грција за задушување на македонскиот отпор, македонците како символ на протест се одвоија од редовите на Елас и заминаа за Караорман, каде што се приклучија на редовите на Народно-ослободителната војска во Вардарска Македонија. Оваа македонска недоверба кон Грчката комунистичка партија се манифестираше со значително намалување на вклучувањето на македонци доброволци во редовите на Елас и грчките политички организации. А многу македонци кои веќе служија дезертираја. Илија Димовски Гоче во тоа време беше на Крамос, суспендиран од должност и многу разочаран од она што се случуваше од страна на грчките комунисти. Во Грција, особено во Егејска Македонија, се формираше масовно движење во знак на протест против Либанскиот договор. На 2 август 1944 година, Илија Димовски Гоче заедно со 30 македонски борци пристигнал во селото Поздивишча и ја презеде командата со баталјонот.
плашејќи се дека македонското ослободително движење ќе ги развие своите способности, а можеби и ќе излезе од контрола. Раководството на Грчката комунистичка партија одлучи да го спречи тоа со примена на ригорозни мерки. На 2 август во селото Позливишча се одржал состанок каде што според дневниот ред се одржале разговори меѓу представникот на Народната ослободителна војна на Грција Ренос Михалеас и представникот на Вардарска Македонија Петре Богданов Точко. Меѓу многуте присутни кои зборувале бил и Наум Пејов. Представникот на Караорман врз кого представникот на Елас извршил притисок јавно да признае дека погрешил кога ја дал својата поддршка за одвојување на Македонија од Елас. Според документ на Комунистичката партија на Грција, еве што било кажано. Ренос се обиде да ги убеди Кочо и Пејов, особено Пејов, да признаат дека направиле грешка, но Пејов одби и зборуваше против Комунистичката партија на Грција, потврдувајќи го својот став за потребата од самоуправа и обединување на македонскиот народ. На 12 октомври 1944 година Илија Димовски Гоче е поставен за командант на Леринско-Костурската македонска бригада. Поради опасност од нејзино расформирање доколку останат на територија на егејскиот дел од Македонија, македонските батальони се повлекле од составот на Елас и од нив на 18 ноември 1944 година во битолското село Драгош била формирана првата македонска егејска ударна бригада на Народно-ослободителната војска на Македонија. Оваа бригада прва противкрилувала во ослободена Битола. Илија Димовски Гоче учествувал тука со 2000 до 3500 македонски партизани. При формирањето на првата македонска егејска ударна бригада, во нејзиниот состав влегле првиот Костурски, вториот Лерински, третиот Воденски и четвртиот батальон на тешко оружје. Петтиот батальон на бригадата бил приклучен подоцна и бил составен од македонци од Пиринска Македонија. Со прилив на нови борци, набрзо бил оформен и шестиот батальон. За командант на бригадата бил поставен токму Илија Димовски Гоче. На 3 јануари 1945 година бригадата била прекомандувана во Тетово. Од Илија Димовски Гоче со неговите 2000 или 2500 партизани и останатите македонски партизани учествувале во ликвидирањето на балистичките банди кои беа предводени од Чемо, Хаса, Мефаил и другите. Понатаму од Тетово се спуштаат во Гостивар, го ослободуваат и Гостивар, го ослободуваат Ичево, слегуваат надолу Дебар и Струга и потоа завршуваат повторно на Крамос и на Вичо. Но заради заштита на границата со Грција, во почетокот на март 1945 година, бригадата била стационирана во Битола и Гевгелија. Меѓутоа, поради меѓународни импликации во врска со Грција и тамошната ситуација, со наредба број 236 од 2 април 1945 година на главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија, бригадата била расформирана, а нејзиниот боречки состав распореден во други единици. Јас тука сакам само да кажам два збора дека станува збор за одлуката од 9 октомври 1944 година помеѓу Черчил и Сталин, кога на веројатно повеќето од вас знаете на салфетка ја делеа Европа, некаде беше Грција 90% под влијание на Британија доделена, Романија и Унгарија и Бугарија беа на Советскиот сојуз, Сталин ги зема и договорот за Југославија беше 50% да биде влијанието во Југославија. Значи не стануваше збор за некои други причини или проблеми, туку наредбата од Черчил и Сталин се спроведе во дело и
бригадата, првата македонска егејска ударна бригада беше трансформирана. Најголем дел од борците на бригадата подоцна се вратиле во егејскиот дел на Македонија, каде биле создадени првите одреди на Народно-ослободителниот фронт во егејскиот дел, а потоа станале и борци во единиците на Демократската армија на Грција, односно на ДАГ. Во овие единици македонците повторно покажале огромна пожртвуваност во борбата за слобода. Во септември 1946 година Илија Димовски Гоче командувал со македонските партизански единици на Народно-ослободителниот фронт на планината Вичо, а во почетокот на 1947 година со баталјонот на Демократската армија на Грција. Бил член на главниот одбор на Народно-ослободителниот фронт на македонците од егејскиот дел на Македонија. Инаку носител е и на партизанска споменица од 1941 година. Илија Димовски Гоче починал на 26 јуни 1961 година овде во Скопје, а погребан е овде, како што гледаме, во алејата на великаните на градските гробишта во Бутел во Скопје, каде што се наоѓаме и сега. Почитувани брајки и сестри, вечна им слава и памет на командантот Илија Димовски Гоче и на неговите соборци за слободата и државноста на Македонија. Вечна да ни е Македонија и македонскиот народ. Јас уште нешто сакам да додадам тука, што имав испуштено, дека зошто беше заборавен Илија Димовски Гоче овие години, од 1941 година па до ден денес. Еве и сега сме игнорирани во Република Македонија. Јас како историчар сметам дека е тоа заради шурувањето со балистичките групи кои се наоѓаат во овој момент во Република Македонија и имаат дури споменици во Симница, фашистички споменик има во Република Македонија, таму е Хаса, таму подолу е Нефаил, но властите во Република Македонија за жал не реагираат. Во светот никаде немаат право фашистите да имаат споменици. Единствена Македонија таква држава каде што се негува фашизмот и денес. Тоа е една од причините. Втората причина е што го задушуваат македонскиот народ во егејскиот дел на Македонија, односно во составот на Грција. Со признавање на Илија Димовски Гоче, кој спрема мене, не знам другите мои колеги овде кои се во голем број ги има историчари, спрема мене Илија Димовски Гоче, после Гоце Делчев и Методија Андонов Ченто е на трето место во историјата на македонскиот народ. Дали ќе се сложат моите колеги, не знам, меѓутоа јас порачувам и упатувам апел и до нив и оние кои ќе слушнат од денес натаму да се происпита историјата на македонците во егејскиот дел на Македонија на чело со Илија Димовски Гоче, бидејќи вакви херои 9 години во униформа, 9 години во зима, во дожд како што е сега, да го водат македонскиот народ, да водат илјадници партизани и да не ги знаат. Еве јас во овие 2-3 месеци што остварив средби, македонците не знаат кој е Илија Димовски Гоче. А зошто не знаат? Затоа што е покријан. Покријан е од властите, порано југословенски, сега 35 години и од македонските власти. Меѓутоа, ако неговото значење го поткрениме, како што велам, после Гоце Делчев од Кукуш, Методија Андонов Ченто од Прилеп и Илија Димовски Гоче од Статица, од Костор, од кого се плашел и Винстон Черчил. Черчил се плашел бидејќи не биле само 2000-2500 партизани кои биле со Илија Димовски Гоче, туку биле од 30 до 50 илјади кои војувале во егејскиот дел на Македонија. И пазете, зошто ние ја загубивме војната во егејскиот дел на Македонија? Затоа што Черчил знаел дека не може да ги победи ако се во македонските села, во
Лерин, Костур, во Воден, во Драма, Кавала и Солунско. Затоа, ако се сеќавате тие, се ги повикале, ги излагале да излезат фронтална борба, со тоа нашите се излагале на вистина, бидејќи им нуделе брда и долини во тоа време, но што направиле на Грамос и на Вичо, знаете, се употребија во светот тогаш за прв пат и првите напалм бомби. За жал, геноцидно се уништуваше македонскиот народ, се протераат 40.000 македонци, едните со кралицата Федерика, другите со Црвениот крст, 28.000 знаеме во источните држави, но меѓутоа многу отидоа и на островите. Значи, се направи еден геноцид врз македонскиот народ, зашто и ден денес се молчи. Мораме да бидеме гласни, мораме да бидеме сложни и единствени. Нашата борба е заедничка и во Егејскиот дел на Македонија, и Пиринскиот дел на Македонија, и во Преспа, еве тука е Едмон Темелко, дојден од Албанија. Не има од сите места, но треба да бидеме обединети. Јас не сакам повеќе да ви го одземам времето, ви благодарам за вниманието, нека е вечна слава на Илија Димовски Гоче и да го зацврстиме на трето место по Гоце Делчев, Методи Андонов Чентон, треба да биде Илија Димовски Гоче. Ви благодарам. Македонците, почнувајќи од Балканските војни до денес. Ве повикувам да пристапиме кон полагање цвеќе на гробот на Илија Димовски Гоче. И ја поканувам делегацијата на Агенцијата за иселеништво, предводена од директорот господин Горан Ангелов. Вечна му памет. Делегација на македонската заедница од Австралија и Канада, предводена од доктор Ицо Најдовски Перин. Ajde, položila sam da mi kažem, to je za to. I to da zaboravim. Делегација на Сојузот на делегација на форумот на македонците од Егејскиот дел на Македонија, предводена од претседателот Ташко Јованов. Делегација на Сојузот на Сдруженијата на македонците, децата беговци од Егејскиот дел на Македонија, Македон, Светскиот македонски конгрес и Матицата на иселениците од Македонија, предводена од претседателот Тодор Петров. Застан.
Делегација на првата македонска православна општина Свети Георги од Мелбурн, Австралија. Делегација на Сдруженијата на македонците од егејскиот дел на Македонија за Горичани, Вонбел и Свети Герман, предводена од претседателката Васка Дојчиновска. Делегација на македонците од Соединетите американски држави предводена од Гоце Панговски. Гледам се брод дојде во Австралија. Да се луѓето ќе дојдат во и ослободи. Им дознаме гледа. Делегација од политичката партија Единствена Македонија предводена од председател доктор Јанко Бачев. Делегација од Институтот за национална историја. Предводена од доктор Катерина Тодоровска. Доколку не прочитавме, а некој е присутен за да положи цвеќе. Почитувани полагањето цвеќе на гробот на Илија на командантот Илија Димовски Гочи и секако да направиме една заедничка фотографија увелето околу гробното место за траен помен и спомен. Многу е незгодно. Не. Многу е незгодно. Ој синиот чадор тргнете го до десно. Имаш опција панорамски да сликаш вака. Да, има. Чекај, вака да. Чекај. Во видео. Тоа што извини, ама Нема гај. не постане. Сликаме мене. Не почне очите да пеат. Застани ти. Застани ти таму, те сликам и тебе. Свети се на... Здрави. Ти се сликаш или тоши? Да. Се сликаш, ако не да оди Се сликаш, се сликам. Да, ќе ги распоредиме сега. Ќе ги идеме да дојдат службите. Хвала, што дојдовте. Хвала. Еми, Јас Председателе, Петров. Ајде, Александар. Ајде, визиткар.
Оди, оди. Браво. А мой край е. Точно. И на мене фрлале напад бомби. Фашисти, тисите што сега ни се стратешки партнери. Втория тога најпоти направа пикали, што правиш најстар, вистина се Сега они се илири, староседелци, а ние сме Авторски и стоси. Малце. Чекай малце. Чекайте, стоете, стоете. Поле сликај. мртво рано.